Приказни од тајната градина. Тајната градина. Глава 5. Средбата со Колин. Еднаш среде ноќ Мери се разбуди. Досадниот дожд врнеше повторно, а ветерот удираше по зидовите на куќата. Одеднаш таа слушна силен крик. Овој пат реши да дознае кој е тоа. Ја напушти својата соба и во темницата следејќи го звукот почна да се движи по куќата. Ги заобиколуваше аглите на куќата преку вратите, па по скалите надолу нагоре и стигна до другата страна на куќата. Најпосле беше пред вистинската врата. Ја турна вратата и влезе. Тоа беше една голема соба со многу бав мебел и слики, а во големиот кревет лежеше едно дете кое што изгледаше изморено и намуртено, со слабо, бледо и насолзено лице. Која си ти? Прошепоти тој. Јас сонувам? Не сонуваш. И јас сум Мери Ленокс, а господин Крејвен е мојот чичко. Тоа е мојот татко, рече детето. Јас сум Колин Крејвен. Никој досега не кажал дека тој има син, рече изненадено Мери. Па никој ни мене не ми кажал дека ти си дошла да живееш тука. Јас сум болен, гледаш, и не сакам луѓето да ме гледаат ваков и да зборуваат за мене. Ако преживеам, може да бидам со искривен грб како мојот татко, но најверојатно јас ќе умрам. Колку чудна куќа е ова, рече Мери. Толку многу тајни. Дали татко ти доаѓа и те посетува често? Не често. Тој не може да ме гледа бидејќи го подсетувам на мојата мајка. Таа умрела кога јас сум се родил и тој скоро да ме мрази. Јас така си мислам. Зошто ми кажа дека ќе умреш? Праша Мери. Јас од секогаш сум болен. Неколку пати веќе умирав и се враќав и никогаш не бев доволно силен. Мојот доктор мисли дека ќе умрам. Но тој е братучет на мојот татко и е многу сиромашен. Мислам дека тој сака јас да умрам. Тогаш би го наследил целиот имот кога ќе умре татко ми. Ми дава лекови и ми вика да се одмарам. Еднаш дојде еден голем доктор од Лондон, кој што ми кажа дека ако одам надвор на свеж воздух ќе бидам подобар. Но јас го мразам свежиот воздух. И уште една работа. Сите слуги прават се што сакам, зашто кога ќе се налутам, јас се разболувам. На Мери и се допадна ова момче, иако изгледаше многу чудно. Тој поставуваше многу прашања, а таа му раскажуваше за нејзе и за животот во Индија. Колку години имаш? Праша тој одеднаш. Имам 10. А исто и ти, заборавајќи да биде предпазлива, зашто кога ти си се вродил, вратата на градината ја заклучиле и клучот го закопале. А јас дознав дека тоа се случило пред 10 години. Колин седна во креветот и изгледаше многу заинтересирано. Каква врата? Кој ја заклучил? Каде е клучот? Сакам да знам. Ќе направа моите слуги да ми кажат каде е. Тие ќе го направат тоа за мене, а ти можеш да одиш таму. Ох, те молам, немој да го правиш тоа, викна Мери. Колин гледаше во неа. Не сакаш да ја видиш? Да, ама ако им кажеш да ја отвориш вратата, тоа никогаш повеќе нема да биде тајна. Како што гледаш, само ние двајцата знаеме за ова, а јас можеби ќе го најдам клучот и ќе можеме да играме таму секој ден. Ќе им помогнеме на градината повторно да оживее и никој нема да знае освен ние. Сваќам, рече Колин замислено. Да, ми се допаѓа. Нека биде наша тајна. Никогаш порано не сум имал своја градина. А можеби, додаде Мери итро. Ќе најдеме и некој дете што ќе ја турка твојата количка ако не можеш да одиш, па така ние тројца ќе може да одиме сами таму. Ќе се осеќаш подобро надвор, знам. Ми се допаѓа тоа, рече тој сонливо.
Мислам дека ќе ми се допадне свежиот воздух во тајната градина. Тогаш Мери му раскажуваше за Дикон и за пустелијата и за Бен и за славејчето, а Колин ја слушаше заинтересирано. Тој почна и да се смее и да изгледа многу посреќно. Ми се допаѓа што си тука. Мора да доаѓаш секој ден за да ме видиш, но сега многу се изморив. Ќе ти испеам една песна. Мојата слугинка Камала од Индија го правеше тоа за мене. И Колин на брзина потоа заспа. Следното попладне Мери повторно го посети Колин, а тој беше задоволен што повторно ја гледа. Тој ја испрати сестрата надвор и не кажа на никого за посетата на Мери. Мери исто така не кажа на никого. Тие заедно читаа книга, а потоа си раскажуваа приказни. Уживаа и гласно се смееа кога вратата наеднаш се отвори. Тоа беа докторот и господјата Медлок. И двајцата беа многу изненадени што ги видоа Мери и Колин заедно. Што се случува тука? Праша докторот. Колин седна исправено. На Мери изгледаше како индијски принц. Ова е мојата братучетка Мери, рече тој смирено. Ми се допаѓа и сакам да ме посетува често. Ви се извинувам, докторе, се обрати господјата Медлок на докторот. Не знаев дека таа дознала за него. Им кажав на слугите да го чуваат во тајност. Немој да бидеш глупава, Медлок, рече Колин. Никој не кажал на Мери за мене. Ме слушнала како плачам и ме пронајде. А сега донеси ни чај на двајцата. Се плашам да не се возбудиш и да не кренеш температура, дете, рече докторот. Тоа не е добро за тебе. Не заборавај дека ти си болен. Нема да заборавам, рече Колин. И многу ќе се налутам ако Мери не ме посетува. Таа прави да се чувствувам подобро. Докторот не беше многу среќен кога излезе од собата. Каква промена кај момчето, рече домаќинката. Тој вообичаено се сложува со се што ќе му кажете. Изгледа навистина му се допадна тоа мало чудно девојче. И навистина изгледа подобро. Докторот мораше да се сложи.